Добро утро, почитувани гледачи. Ви посакувам добре дојде во денешното ново издание на емисијата Фактор здравје. Го посветуваме повторно на децата. Зборуваме за растот, развојот, исхраната, за појавата на атопичниот дерматит, за појавата на анемијата, сите работи кои што родителите будно ги следат, треба навреме да ги забележат и секогаш во консултација со своите матични педиатри да го направат и да го најдат најдоброто решение за своето дете. Растот на детето е огледало на неговото здравје. Секој родител внимателно следи дали напредува во висина, во тежина, дали добро се храни, дали доволно јаде, дали кожата му е здрава, дали има доволно железо во крвта. Ги споменав сите овие работи, ама оставаме секогаш простор како родители, како баби и дедовци да се јавите, да прашате се што ве интересира за вашето детенце или за вашето внуче. На оваа тема утрово разговараме со доктор Светлана Смугреска, специјалист педијатар од ПЗУ, ординација по педијатрија доктор Светлана Смугреска и специјалист по семејна медицина. Добро утро, доктор Светла, и добре ни дојдовте во Фактор здравје. Добро утро и благодарам на поканата. Да. Посветена комплетно на децата долги години и специјалист педијатар и специјалист по семејна медицина. Да. Како се направи оваа заедничка комбинација и склоп? Па заедничката комбинација излезе дека ќе има реформи во здравството. Бидејќи сум педијатар, наводно педијатрите ќе ги снема од примерната здравствена заштита и ради тоа завршив уште една специјализација. Да. Посветени комплетно на целото семејство. На целото семејство, ама сепак сум педијатар и само работам со деца. Со деца, да. Убава тема и верувам ќе има многу корисни и практични совети токму за сите родители, посебно оние кои што прв пат го имаат своето детенце, иако секое следно раѓање велате ново искуство и за мајката и за таткото. Секогаш има нови прашања и секој дете си има свој посебен ритам на растење. Токму така, значи секое дете без разлика од исти родители се разликуваат, да. И братчињата, и сестричките, така да нормално е дека и родителот секогаш има посебни прашања за растот и развојот на своето дете. Така. Секој си е индивидуално со свој раст и развој, ама има ли некои одредени стандарди, рамки, протоколи според кои треба да се водиме и да го следиме напредокот на детето? Токму така. Значи мора да нагласиме дека детето се раѓа, како што се раѓа, тоа е неонатус, кој трае се уште по бабини и по новите ставови 6 недели. Во тој период детето има една родилна тежина, која фактички во почетокот, додека детето дојде дома, се адаптира на надворешната средина, губи дел од својата почетна или родилна тежина, да на крајот од првиот месец веќе ја зголемува, со тоа што може минимално да биде 700 до над килограм. Грама, мислам. Тоа е типично за неонатусот или младото доенче кое трае до третиот месец. Во овој период минимално детето расте по 700 грама, а се извишува често пати ќе видиме од еднашка скок на 2 сантима, па 1 сантим, па 3 сантима, кои родителите баш дури ќе се изненадат. После третиот месец почнува по старото доенче, односно од 6-тиот месец е по старото доенче, кое трае до првата година. Значи од 6-тиот до првата година растот и тежината малку споруваат за разлика од првите 6 месеци. Треба да спомнам дека родилната тежина помножена по 2 е во 6-тиот месец. Ако детето се родило 3.300, ќе стане 6.600, минимално. Значи може да биде и поголемо, меѓутоа може да биде и со некои грамови помало. Висината ја зголемува рапидно. Во првата година е 25 сантима. Дали од почетокот ќе расти побрзо или ќе расти после во второјот дел од годината, тоа зависи генетски, индивидуално. Во крајот на првата година веќе имаме триплет на тежината, меѓутоа имаме и пораснување, односно зголемување на растот за 25 сантиметри. Тогаш веќе го добиваме малото дете, кое фактички е од првата до втората година. Значи доенечкиот период е до првата година. Младо доенче до 6-тиот месец, од 6-тиот до првата е постаро доенче, да од првата до втората година имаме едно мало дете
кој доминира до 4-та година. Така, да. Ќе го опфатиме периодот на развојот, растот, исхраната и сите промени кои може да се јават од 0 до предшколска возраст. Можеме таква една рамка да направиме, но ќе погледнеме блок реклами, па веднаш по нив продолжуваме со разговорот. Останете со нас до самиот крај, повелете, јавете се и поставете прашање. Со доктор Светлана Смугреска, специјалист педијатар и специјалист по семејна медицина од приватната здравствена установа Ординација по педијатрија доктор Светлана Смугреска, зборуваме за растот, развојот, исхраната, сите промени кои што може да се јават кај дечињата од 0 до предшколска возраст. Го поминавме овој дел до годинката, велиме тежината многу е важна и за самите родители, најчесто се загрижени околу тоа, ама и за самиот педијатар, бидејќи тоа не е показател така дали напредува како што треба бебето. Сега мора да кажам нешто. Значи, деца со помала родилна тежина, тоа се најчесто прематурусите или предвремено родените, или може и навремено да биде родено, ама викаме small for gate. Значи, мало за возраста што требало да се роди. Тие деца често пати се голема грижа на родителите, затоа што додатно додека се вратат дома, а и дома губат дел од тежината, што е нормално адаптацијата. Меѓутоа, невидено брзо растат. Тие брзо си надокнадуваат во тежина, ако мајката е посебно доилка, доволно и добро се храни, детето брзо ја достигнува генерацијата што била нормално родена. Така да тоа до 6-тиот месец скоро се изедначуваат. А оние дечиња кои што... Прематурусите може да имаат некој проблем, значи може помлитави да бидат, па деца имаме со кило и 400, па имаме и деца под кило родени. Нормално тие додека растат, нели ги рачунаме прематуруси, во зависност колку време порано се родени. Значи колку гестацијски недели се порано родени, ние ги додаваме за да знаеме како понатаму треба да оди. И за голема радост, мислам, на и родителот, на семејството, а и педијатрот не е толку загрижен, тие дечиња многу брзо до 6-тиот месец, па и до годината, се изедначуваат со своите другарчи. Така, да. Оние бебиња кои што се родени со малку поголема родилна тежина, така, има и 4 килограми, тие малку послабо надокнадуваат. Да, тие, например, има дечиња што се над нормалната тежина што се рачуна, над 4 килограми, тие малку поспоро напредуваат. Зашто е тоа така? Ако би напредувале како децата навремено и прематурусот, тогаш тие би станале джинови, што не е нормално, нели? Значи, човекот има некоја граница. Се добила некоја тежина која се добива на 3-тиот месец. До 5 килограми е дете на 3 месеци. А тој ја добил тежината од која се родил. И нормално тоа дете ќе расте со помала експресија на тежината, меѓутоа тоа ќе си биде нормално во рефлексите, нормално во развитокот, така да тоа не треба да ги забринува. Значи родителите не треба да се грижат така дека не ставило во текот на месецот да речеме одредена грамажа колку што има некоја рамка од до да се постигне. Да, се мисли дека до 3-тиот месец по 700, за жал тие не ги фаќаат тие рамки, затоа што предвремено си ја добиле многу големата тежина и тоа не е причина за да се секираат родители. Да. Ексклузивното доење до 6-тиот месец. Што се добива бебето преку мајчиното млеко, зошто е добро и за мајката, зошто е добро и за бебето, па ќе дојде периодот на дохранување и повторно се менуваат работите од година во година од оние препораки кои што биле претходно. Точно, беше нашето ексклузивно доење до 6-ти месец, прокламирано многу одамна преку УНИЦЕФ. Меѓутоа, Македонија, како и сите европски држави, е поразвиена веќе, не е во тој склоп како што се африканските, каде што млекото мајчино е најбитно. Морам да кажам дека доењето е најбитно и за мајката и за бебето, но со храната треба да се почне пред 6-тиот месец, за да се приме, малку да се припреми неговиот, односно дигестивниот тракт за примање на надворешна храна. Често пати децата што остануваат само на ексклузивно доење до 6-тиот месец, тие многу тешко прифаќаат понатака храна. Значи, тие се навикнати на мајчиното и бараат тука утеха.
Меѓутоа, треба да се подвикнуваат на надворешната храна предвремено. Значи, некаде од 4-тиот месец да се почне со внесување на продукти од што мајката сама ќе ги приготви, меѓутоа што се дозволени според календарот. Морам да спомнам дека мајчиното млеко е бенефит. Значи, бенефит за секое дете. Во него има се точно што треба секоја мајка да му даде на своето чедо. Значи, било да се хормони, ферменти, заштитни фактори, механизми за вируси, за бактерии, да даде нутриенти кои што фактички му требат за брзиот раст и развиток, ментална зрелост, ме разбирате? Значи, се има во тоа мајчино млеко, дури и железото, кога ќе се приме преку мајчиното млеко, е 100% утилизација. Значи, 100% се абсорбира, иако тоа е минимално. Ме разбирате, така тоа е бенефит. Јас колку пати на мајките ќе им кажам, значи, ако козата со јарето, кравата со телето, не може да се даде кравско млеко на доенча од 3, 4, 6 месеци. Значи, најдобро е да остане мајчиното млеко до годината, по можност и до 2 години, ако мајката го сака доењето и има желба да дои. А дека нема мајката млеко, тоа не е вистина. Колку детето ќе цица, толку мајката ќе добива млеко. Да, или макар и минимално да внесува, веројатно ќе биде доволно. Доволно. Но од 6-тиот месец или малку порано, секако мора да се почне со дохрана, така не може да остане само на доењето, бидејќи му се зголемуваат потребите, така тоа расте, се развива и дополнително морам му е да потребно да спомнам внесува. кога ќе внесуваат храната, да биде како што била и во примитивниот дел. Што значи тоа? Сега сите деца добиваат блендирана храна. Тоа е продолжување на рефлексот на цицање. Значи, треба да почне рефлексот на джвакање. Зашто е битен тој рефлекс? Рефлексот на джвакање е битен зашто? За да почне забалото да излегува навремено. Да не бидат запчињата излезени полу со кариес или разронети, како што излегуваат одма се ронат. Второ, се јавува говорот. Како детето джвака, го движи јазикот, се продолжува, односно се крева горното непце и на тој начин се појавуваат оние познати согласки, самогласки во формирање на говорот. Така, да. Многу работи треба да се земат во Па, предлог. треба да се А земат. се едноставни, не се толку комплицирани и тешки, така? се. Така растеле и предходните генерации, меѓутоа како што се новите генерации на родители, они мислат дека најдобро, се што мислат дека е најдобро, прават за своето дете. Што попримитивно го растат, толку поздраво ќе им биде. Да. Значи, примитивно е доењето. Да. Најбитно. Во поглед на дохранувањето, зошто на секој 2-3 дена треба по нов некој вкус да му се даде на детето, со што првично да се Така. почне, за да се забележи дали ќе има некаква реакција, тоа ли е главното и основното? Јас стално знам, треба првен да се започне со зеленчук, меѓутоа децата најчесто јас во мојата пракса сум приметила дека зеленчукот не им е омилен, така да почнувам со јаболкото. Тоа е наше и мислам секој родител го советувам. Ќе го раниш своето дете со сите продукти што излегуваат во Македонија. Да, што ги имаме. Оваа почва нас генетски ние мислам сме направени за оваа почва. Така да нормално е да јаде се што расти во оваа наша држава. Значи имаме убав патлиџан, убава пиперка, јаболката ни е совршена, крушата ни е тука, да сите сливата, тиквата, тиквичката, се постепено се внесува. Сега морам да и тоа да го кажам. Првен почнуваме со простата храна. Јас најчесто како со јаболката и морковот може да го ставам. Почнувам со 2 лажички. Што приметувам или 3 лажички и ќе му кажам на родителот, наредниот ден ќе множиш по 2. По наредниот по 2, така да ќе добиеш некоја количина. Значи, првите 3 лажички кои ќе ги земе, гледаме наредниот ден дали се појавиле промени на кожата, дали се појавиле промени во столицата, дали детето ни е расположено, дали добро спиело. Ако се тоа задоволува, во тој случај наредниот ден ќе дадеме пута 2, 3 по 2, 6 лажички. Така да понатаму следиме столица, кожа, расположение. Ако се иде како што треба, детето си продолжува така до некоја количина, например 50 до 100 мл.
Откога ќе ја воспоставиме, значи таа храна добро ја зима, им велам да почнат со проба на нешто другата. друго. На истиот начин како и ова. Така да. Знаат родителите се или повеќе прашуваат па се Најчесто консултираат? првородките не знаат. Стално морам да им кажам. Кај мене за жал многу гужва има, ама гледам секогаш бебињата да бидат во посебни денови закажани за да им се посветам, посебно првородките, им треба добар совет за да можат да си го растат нормално своето Така и дете. имаат веројатно најмногу прашања секогаш. Како расте детето, така веќе се навикнуваат и си го знаат родителите своето Така. детенце и остануваат прашања за некои по не толку важни работи. Дали во првата година, ако има разновидна исхрана, односно ги проба сите вкусови, ќе биде основа за понатаму дека детето нема да биде многу пребирливо, дека ќе ја прифаќа храната, бидејќи не е важно колку количински јаде, туку колку е избалансирана и колку е разновидна. Токму така. Храната треба да биде разновидна, да не биде еднолична, тоа е многу битно за правилен раст и развој и ментален развиток, да не биде пасирана, да не биде блендирана, да биде само пасирана, детето да се учи да џвака, на тој начин ќе го воспостави нели и говорот, штом се воспоставува физичката нели мускулно подкошното масно ткиво, мускулната маса, детето почнува нели од лазење во стоење, од стоење почнува да трча, да игра, потоа ќе почне да зборува, говорот може да се јави и пред годината, има деца што и покасно прозборуваат, меѓутоа тоа се слоган од збор, два, кој ќе ги спои, или пак некаде во втората година веќе ќе има некоја проста реченица, до четвртата година имаме време за развиток на говорот. Така да. Кога да се воведе месо? Месото И треба зошто да е се важно? Да. Месото треба да се воведе околу 7-миот месец. Зашто е важно? Затоа што тоа е богато со железо. Се мора да спомнам дека фактички на доенчињата порано имавме многу анемии. Памтам еднаш како го имав еден труд во Норвешка во Осло, една англичанка запна зошто во Македонија децата се анемични. На крај треба да свати дека тоа е Македонија, дека нашите жени се повеќето анемични, затоа и во просек дечињата што се раѓаат се анемични, па ако одозгора и не го раниме како што треба, се пројавува и се јавува болеста анемија. Кога се јавува таа? Значи некаде до 4-тиот месец, значи децата се комплетно на ексклузивно доење до 6-тиот. Треба да знаат и поголем број од лекарите може не го знаат, дека тоа е доминирање на феталниот хемоглобин, кој се распаѓа во тој период до 4-тиот месец. Од 4-тиот месец веќе доминација е на адултниот хемоглобин, што го имаме нели во текот на целиот живот. Сега, во тој период затоа се јавува и лактациска жолтица која трае 1 месец, заради распадот на феталниот хемоглобин, затоа и онаа физиолошка жолтица по раѓање што се јавува за распаѓање на феталниот хемоглобин. Тогаш веќе може да падне хемоглобинот до 95. Тоа е долната граница. Тогаш не треба да субституираме давање на железен препарат. Значи, по 4-тиот месец детето со избалансирана храна, со воведување постепено на хранливи материи кои содржат железо, почнува да го формира својот адултен хемоглобин, кој на крајот од првата година е веќе со големина од 110. А како да забележат родителите? Се прави ли одредена некоја проверка на крвта, така уште во тој доенечки период? Значи, потребно или да како по кои симптоми или однесување може да се посомневаат? Значи, најнормално е да се земе крв еднашка на 3-тиот месец, може и на 6-тиот, најобавезно на 6-тиот месец и на крајот од првата година. Така да. А манифестира нешто бебенцето вака надворешно? Надворешно може да се примети, например имаат мајките ќе дојдат, види какви му се ноктињата на нозете, му се ронат, му се кршат, види ги на прстињата какви му се ноктињата, зошто вака му се лупи кожичето, косата гледа многу останува на перницата, или пак детето ми е помлитаво, не е толку расположено. И често пати ќе видиме дека се работи за анемија, со субституирање на тоа се добиваме надминува нормално, да. ментално и физичко активно дете.
Морам тука да кажам една моја случка. Често пати бараме дефектолози, логопеди на возраст од година и нешто, кога детето не е контактибилно, не говори, често било на телевизор или пак на телефон. Што ми се случи мене? Доаѓа дете да се прикрепи кај мене, 2 недели, големо дете, некаде на 18 месеци. Јас у суштина не примам такви дечиња, од раѓање си ги растам и си ги сакам такви, да си гледам како ми растат. Тоа дете добив една, мајката го носи стално на раце, во раце. Зашто детето не оди? Тоа е специфично. Второ, она тврди дека постојано не јаде, само јаде еднолична храна, пие многу сок или чај, заблажен, јаде само бисквити и друго ништо не прима, по некоја соленка. Значи, тоа дете беше на јаглено-хидрати. Направив крвна слика, вистина имаше анемија. Јас дадов железен препарат, вистински, како што си иде, по 5 на килограм, израчунавме колку е детето тешко и што се случи. За 2 недели мајката се јави на телефон, моите пациенти се повеќе онлайн. Кажа дека детето појавило отоци. Ја реков одма да го донеси, може да даде железото алергија, меѓутоа да појави отоци, тоа не може да биде. И во лицето, ама и во долниот дел, во подколениците. Кога го видов детето, вистина имаше отоци и веднашка го пратив на испитување на оделот гастро на детската клиника. Што се воспостави, што се покажа. Тоа било на логопеди, дефектолози, на додатни испитувања, меѓутоа само една анемија. Што се докажа? Се докажа дека е тоа квашиоркор. Значи, тоа е една болест и маразам се 2 болести. Квашиоркор, ако е детето вака здроцано, отечено, од само јаглено-хидрати што внесува, а маразамот е дете кое е фактички во комплетно, како ние во Етиопија, во Африка што ги гледате, со големо стомач. Тоа дете, благодарејќи на гастроентерохепатолозите, се направи голема спектарни испитување, се увиде дека има недостаток на протеини. Веднашка се внесоа, субституција се направи, се избалансира исхраната и детето проде, прозбора, не и требаше ни дефектолог, ни психолог. Така, некогаш знаете, треба на вистинското место да се обратите. Да се најде причината што е, а не да лута. Така, да. Најразлични ситуации, верувам дека многу сте виделе. Тоа е едно од тие поновите. Ама убаво е како пример, бидејќи секогаш од другите примери ќе слушнеме нешто, па ќе посоветуваме некој друг или пак ќе примениме кај нас. Следува уште еден блок реклами, па продолжуваме со разговорот. Продолжуваме со разговорот во студиото. Вака и повозрасните, кога ќе ве слушаат, веројатно ќе се навратат на периодите кога ги растеле своите деца, ама добро е нели да ги знаеме сите овие работи за да знаеме кого правилно да посоветуваме во одреден период од животот. Рековме храната, кога веќе детето ќе почне да си се храни. Кои би биле 3 главни оброци и 2 ужинки, а претходно велиме на мајчиното млеко, има дохранување, а ако веќе престане доењето, дали треба да се продолжи со адаптираното, а да не се внесува кравиото млеко, барем до која возраст? Вака, доењето е најдобро да остане, затоа што тоа е најбитно да внеси протеин, што му е соодветен за растот и развојот на детето. Мајката добро ќе се заштити од понатамошните лоши болести на градите, да знаат дека доењето е бенефит не само на бебето, туку и на мајките. И треба да кажам дека фактички најглавно е до првата година. После првата година и до првата година барем 1 до 2 оброка веќе од надворешната средина треба да внесе. Значи било да е тоа ручек кој ќе го смени со доење или пак да биде вечера за мајката убаво да се наспија. Често пати и некој бара па да биде тоа доручек, јас барам да биде доручек за да видиме како ќе изреагира. Оти ќе внесува нова храна, во количество, ако е нешто појако, да видиме додека е денот како детето ќе изреагира. Дали ќе појави алергиска реакција, дали ќе појави проблеми со стомачето, со столицата и така натаму. Кога би им велам и советувам родителите да почнат со обичното млеко.
За жал, кај нас веќе обично млеко, правилно обично млеко за бебења немаме. Тоа е истото тетрапак млеко што се наоѓа во продавниците. Некој ќе ме прашат дали тоа тетрапак со повеќе витамини. Уопште не е битно какво е млекото, тетрапак, дали е со повеќе витамини, со колкава масленост ќе ме прашат. 3,6 треба да биде масленоста. Витамините, тоа се хемиски внесени, не треба да бидат во млекото. Дали треба да биде безлактозно, ќе ме прашат обавезно. Точно ако имаме докажана интолеранција на лактоза, а ако детето нема таква проблема, нема потреба да става безлактозно млеко. Сега кравјото млеко, секогаш јас им препорачувам, ако можат, оти јас живеам, знаете, во полурурална средина, односно работам во полурурална. Таму е ординацијата, да. Точно таму ми е ординацијата, каде што повеќе села гравитираат кон населбата Драчево. Им велам, убаво е ако имате домашна крава, која е редовно вакцинирана. Си ја знаете дека е здрава права, зошто да не го користи домашното млеко во приготвување на млечните оброци, па дури и внесување како обичен оброк, да видиме како детето ќе реагира, али мора да има веќе година дена направено. Значи, пред годината никогаш не препорачувам примање на кравјото млеко. И постепено да помине, ако е од формула, постепено да го внесува кравјото млеко со оброци, а потоа дел од формулата да ја укинуваме па да ставиме кравјо млеко. Сега кравјото млеко, фактички сите формули се на кравјо млеко. Значи сите формули што ги примаат децата се на кравјо млеко. Треба да, по правило, добро е ако нема подносливост на кравјото млеко. Појава на атопија. Посебно мора да внимаваат тие со внесување на кравјото млеко. Па дури и внесувањето на јајцето може да предизвика бурна алергиска реакција кај некои деца. Атопичарите се познаваат посебно по тоа што имаат специфични црвени обрашчиња, јако, али се доста суви, кои ќе ги пипнеш рапави. Потоа мајката ќе каже има некаде екземче, сува кожа, во пределот на трупот, во пределот на екстремитетите. И малку како позадебелена, така? Како и позадебелена, кој ќе пипне малку грепка. Бараат секогаш доаѓаат тука, бараат помош, што е причината. Правиме добра консултација, им објаснувам дека и тоа што го внесуваат од надвор, дека причината не е од преку устата, дека не е тоа од надвор. Меѓутоа може да биде и од надвор ако мајката не ја хидрира кожата. Ако само го бања, а не го мачка со улје или со млеко, кога тоа го прави. И дали исхраната тука има улога важност или пак само може да ја потенцира? Може да ја потенцира состојбата на атопија. Атопијата е веќе генетски предиспонирана. Значи во фамилијата имал некој екзем или уопште не се внимавало тоа порано, меѓутоа веќе сега се знаат сите состојби причинители за атопија и дека е врзана со внесот на храната од надворешната средина, која може да ја разбукта таа фаза на алергија, која се појавува во вид на промени на кожата. Така, важно е некогаш и што јаде детето кога веќе ќе подпорасне или пак и мајката додека го дои што внесува како храна, па нешто да испровоцира, има таква поврзаност? Да, има таква поврзаност. Јас често пати ќе им кажам на мајките доилки, посебно кај третиот, четвртиот, тогаш се појавува тогаш најчесто почнува. И ќе им кажам, мајка, да не јадеш ти случајно нешто повеќе фастфуд храна, например, и тоа е причината, или да не взимаш нешто зрнеста храна. Тоа е кикериката како голем алерген, бадемот, лешникот и така натаму, оревот, што ние они не го рачунаат во зрнеста, ама и оревот е алерген. Потоа, ако зимаат газирана храна, односно Кока-кола, тие се фанови на Кока-кола и на Фанта, се тоа може да провоцира пробудување на генот за атопија и да се појават овие манифестации на кожата. Така. Растот и развојот, велиме првата година е некако најинтензивен, па после се постепено нели си оди едно по друго, кога станува збор за исхраната. Се пребирливи многу децата? Подклекнуваат ли родителите некогаш и одат ли по нивните желби? Се сеќавам и повторно ќе го споменам на една заедничка панел дискусија учествувавме, па кога рековте мора да тропне лажицата во чинијата. Таа е најбитна.
Точно така. Што значи тоа? Тоа значи дека треба да се мајката посвети на домашното готвење, да биде разноврсна храна, да не се користи еднолична храна, фастфуд храна посебно, децата се, како родителот се храни, така и детето ќе се храни. Еве сега ќе ви спомнам една, како пример мора да кажам за да се свати. Мојот внук, кој ќе трча од градинка, манџа, бара манџа. Значи, јас сум го навикнала да сготвиме и да направиме ручек во кој учествуваме сите и тој добива оброк манџа. Кај нас тоа веќе, знаеш како, кој ќе ме прашат родителите како да ја приготвам храната. Јас ќе кажам, немој посебно да готвиш за своето дете. Значи, готви како што ќе јадеш ти и твојот сопруг, со тоа што нема да ставиш вагета, нема да ја потпржиш манџата, ќе ставиш месо соодветно за возраста. Рековме во 7-миот месец веќе се внесува месото. Какво месо, со какво тоа да се почне? Тоа е белите меса, тоа се беби бифот или телешкото младо и пилешкото месо. Сега јас им велам, нашите пилења се повеќе хормонски, ако може да се снабдат со некое селско пиле, кое фактички е растено во дворот. Така е најдобро. Домашното И тоа сепак е ќе го најдобро. сецкаат повеќе пати во денот, во неделата и од тоа ќе добијат неколку оброци. Така. Така е. Има едноставни Значи, работи кои што што е едноставни. најважното бидејќи сме на самиот крај. Да. Еве како порака до Порака родителите до и сите доколку е родители. бебенце мало, доколку е веќе и дете израснато. И за големото дете е битно како се рани и расти. Затоа што еве ви кажав пример, ако детето неправилно се рани со еднолична храна, тогаш и менталниот развиток на детето се губи. Тука преку храната децата добиваат B12, фолна киселина, железо, кои се многу битни за нормалната мускулатура, физичката зрелост, а воедно и менталната зрелост. Ако имаме анемично дете, тоа е деконцентрирано, малку е млитаво, значи не е концентрирано, не е активно во играта, затоа се барат други причинители, а не се гледа на анемијата која треба да се лечи подолго време и добиваме дете кое не е толку склопено во социјалното живење. Така да. Ви благодарам за гостувањето и посакувам и се надевам дека и повторно ќе ни дојдете во емисијата за да зборуваме за вакви убави работи посветени на децата. Благодарам што ме викнавте и мило ми беше што учествував. Така. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имајте убав и пријатен ден.